Левица бара се стави крај на двојните стандарди во правосудството. Нашите членови се теретат за учество во толпа, која што се спротивстави на противправната аболиција на председателот на државата. Така започна и така наречената шарена револуција, која што на улица извади илјадници луѓе. Беа обвинети многу лица, но денес се уште по судови се влечат нашите членови. Тоа со право ни дава да мислиме дека се работи за политичко прогонство. Ние знаеме дека нашите членови се гонети од претходната влада, но не разбираме што е ова денес, бидејќи ни ветуваат дека ќе дојде живот, но живот не дојде. Ова наликува повторно на режим, бидејќи прогонот се уште трае. Нас не ни е јасно зошто не гонат нашите соборци, односно оние со кои што до вчера заедно се боревме против режимот. Ние мислиме, односно прашуваме, дали нашите соборци станаа нови полтрони на новиот режим. Велат дека судството е независно, но според ова што нашите членови само се влечкаат по судови и во рочишта кои што немаат крај, со право ни дава да мислиме дека судството воопшто не е независно, односно дека се сменале само нарачателите на судските пресуди. Левица не се бореше за промена на еден режим со нов режим. Затоа, од тука сакаме да патиме порака дека ние ќе продолжиме да се бориме се додека не падне режимот. Значи денес имаше рочиште против мене и против Марек Грандемир. Сега сум рочиштево, да. Добро, неговото е доправа, значи во однос на рочиштето денес повторно имаше промена на судијата по трет пат. Судскиот процес трае речиси 2 години и денес конечно имаше поместување од мртва точка. Дали што тоа значи за 2 години да еден судски процес тргне од мртва точка, што тоа самото кажува за состојбата на судството во која се наоѓа Република Македонија. Очигледно се сака да се спроведува казнување без донесена судска одлука за вина, а никако поинаку осем казнување, малтретирање по судови скоро 2 години не може да се толкува.